Кочанчани од 1 јули ќе пијат поскапа вода за околу 11%, односно 4 денари кај граѓаните, а 4,5 денари за метар кубен ќе плаќаат предпријатијата. Ова е новата предлог одлука на Комисијата за комунални работи, а конечниот одговор ќе се добие на утрешната редовна седница на Советот. Утре советниците ќе одлучат дали граѓаните од 1 јули ќе плаќаат повисока цена за услугите кои ги добиваат од комуналното јавно предпријатие Водовод. Ставовите на кочанчани во однос на ова прашање се скоро идентични. Велат дека едва собираат пари да ја подмират основната сметка, а камоли да плаќаат некој динар повеќе. Пензии 8.000, струјеле, водели или што ли да платиме или искрена. За поскапнување на водата Има ли потреба да порасне сметка? мислам дека нема потреба. Не можам да претпоставам тоа на каква реакција ќе најде кај граѓаните. Ќе треба времето да каже. Веројатно е во пурнек на Скопје, на овие големите градови. Редовната сметка немаме да ја платиме, него сега сметката за вода и за струја треба да се покачи. Инаку од 1 јули Кочани ќе стане првиот град во источниот плански регион каде ќе се плаќа за користење и на јавните паркинг простори. Нема повеќе недозволени паркирања на секаде и во секое време. Ова е втората предлог одлука на Комисијата за комуналии, која доколку добие одобрение, идниот период ќе врши наплата за секое користење на паркингот за паркирање во централното подрачје. Според неофицијални информации, наплата во зимскиот период ќе се врши во терминот од 9 до 22, а во летниот од 8 до 24 часот. Оваа новина ќе се воведе со цел да се стабилизира и доведе во ред сообраќајниот хаос со паркинг местата. Граѓаните искажуваат поголем оптимизам во однос на ова прашање. За паркинг лошо тоа што наплаќа. Прво треба да обезбедат, па после да се наплаќа, уште не е ништо направено. Ако се наплаќа паркингот плац, нема да има толку гужва. Возилата нема дека да заминат тука кај банката гледа каква е гужва. И двете предлог одлуки на Комисијата за комуналии и советниците детално ќе ги разгледуваат на утрешната 19-та поред седница на Советот, кога воедно и ќе донесат одлука дали овие мерки ќе се имплементираат во иднина.